Членовите на независниот полицијски синдикат од Струмица и Радовиш со возила протестираа по улиците на Струмица во знак на поддршка и одбрана на својот колега, кој на 11 август исполка куршум и повреди две момчиња од Радовиш. Тврдат дека нивниот колега добил неоправдана и незаконска кривична пријава убиство во обид, бидејќи на 11 август тој правилно действувал во дадената ситуација. Реагирашто за овој случај, одговорност на полицискиот службеник утврдувале раководни лица кои се на високи позиции во МВР, а имале несоодветно образование. Истрагата е во тек, не можеме да коментираме за детали. Меѓутоа, пак ќе напоменам, колегата правилно действувал во дадениот случај. Значи, настанот не е представен правилно онака како што се случил на вистина, меѓутоа сето тоа ќе биде презентирано подосна по прибирање на сите докази, односно анализи кои што се прават од стручни лица во рамки на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, во овој момент ќе замолам да сите електронски и пишани медиуми не го злоупотребуваат овој настан. Овие факултети кои што ги имаше насекаде, завршија дали професори, наставници или земјоделски техничари, било какви, им се дадоа раководни или други позиции и сега тие се лицата кои што одлучуваат во моменти како што е и за овој настан, така и за други настани, за да се утврди дали некој правилно употребувал средства за присилба. Синдикатот апелираше до медиумите да не шпекулираат за овој настан и да дозволат судот и обвинителството да ја кажат вистината, што всушност се случувало во дадениот момент, бидејќи многу детали на јавноста не и се познати. Најаве и по масовни протести, ако и во иднина се загрози достоинството на полициските службеници. Се што е во интерес на државата, се ќе преземеме и ако денес ќе имаме 50 на возила и 50 на лица кои застанаа во одбрана на овој наш член и на овие практично действија што се случуваат од 11.8. и вас и македонската јавност, ја уверувам, се што е полицаец ќе ги кренеме на нозе во случај ако и понатака се продолжат прашања кои буквално ќе ја задираат практично емотивната страна на полицајците и ако случајно се работи против законот. Службеникот кој што исполка куршум на 11 август и рани две момчиња кои бегале од полицијата и биле осомничени за кражба е суспендиран од работа и се работи кривична пријава убиство во обид.